Изгледа заборави дека ме покани, Берен. Душа? Добре дојде, Назим. Извинете, вака што сме изненадени. Не очекувавме гости, а Берен ни кажа дека ќе дојдат, извинете. Нема проблем. Ако треба подоцна ќе дојдам. Не е можно такво нешто. Повелете да седнеме. Ајде. Да, и мене ми е време да си ги испијам лековите. А ти каде, Душа? Веднаш ќе дојдам, мамичке. Синан? Ова е син ми Синан. Јас сум Назим, пријател сум на Берен. Назим, сакаш да си ги измиеш рацете? Се разбира? Немам ништо да ти кажам, зете. Односно, што би криела од тебе. Не знам. Тоа ти ќе ми го кажеш. Нема ништо важно, зете. Но јас имам материјални проблеми. Моите фактури ми се враќаат дома. Повели, ќерко. Тато, Назим е тука. Назим ли е таму? Назим е тука, тато. Во салонот се ќе појадуваат. Јас тебе скришно те побарав. Во ред. Не кажувај никому дека си ме барала, јас веднаш доаѓам. Што се случи? После ќе ти кажам, Хандан. Ало? Али? Назим дошол кај нас дома. Сега и јас ќе одам таму. И ти бргу дојди веднаш. Во ред. Ти што бараш тука? Како доаѓаш тука без да ми се јавиш ти? Епа не ми одговараше на телефонот и јас се загрижив и дојдов. Немаше за што да се загрежиш. Не сакам повеќе да се гледам со тебе. Тоа требаше да го сватиш од тоа што не ти одговарав на телефонот. Али те опомена за мене, нели? Да, ме опомена. Добро, тогаш зошто продолжи да се гледаш со мене? Јас ќе ти кажам. Бидејќи сакаш Али да го направиш љубоморен, нели? Мислеше дека ќе ме искористиш? Јас не сум од тие луѓе со кои можеш да си играш, Берен. Ајде да одиме. Не чекаат на масата. Вие со Али сте другари од детството. Да, голем дел од детството заедно го поминавме. Али живееше во оваа куќа, но никогаш не слушнав да ве спомене. Не можам да кажам дека често се гледавме, ама преку него јас успеав да се запознам со Берен. Каде се запознавте? Еден ден јас отидов во фирмата да се видам со Али и таму се запознавме. Вие што работите? Имам галерија. Уметничка галерија? Галерија за автомобили. Носам автомобили од странство. Добро, а каква марка на автомобили? Ќе дојдеш некој ден и ќе видиш, верувам дека ќе ти се допаднат. Нема потреба за тоа, Синан. Зошто молчиш ти, Берен? Ме остави оде сам да се борам со прашањата. Ти добро се снааѓаш, Назим.
На здравје. Мислам дека е време јас да си одам. И јас мислам така. Многу ми е мило што се запознавме. Ви благодарам за појадокот. Не мачете се, ве молам. Али, што се случува? Нема никаков проблем. Берен, кој е овој човек? Дојди. Што бараш бе ти овде, а? Каква работа имаш? Со каква храброст доаѓаш овде? Што бараш ти овде, кажи ми? Не сте многу гостолюбиви вие, господине Керим. Господјо Хандан, влезете. И ти, Несрин. Несрин, не дозволувај никому да излезе надвор. Шефот на обезбедувањето треба да го истерате од работа. И оваа вреќа компири што стои на вратата. Како можеш да дојдеш во мојата куќа, Назим? Ќе те убијам, да знаеш. И тој човек што те има испратено и тебе ќе ве убијам и двајцата, јасно? Ти уште не ме познаваш мене. Кој е тој човек на вратата, жити Господ, кој ќе му го слушне името трча натаму, али го удри со Молам? тупаница? Берен каде? Господинот Керим рече никој да не излегува. Господјо Берен, подобро би било да не излегувате. Берен? Кирко, кажи нешто. Татко ми, али мисла дека тоа е убиецот на Чичко Хикмет? Само се сомневаат, Несрин. Да беа сигурни, нели сега би бил во затвор? Види, само се сомневаат, разбра? Молам. Несрин, добра ли си, душо? Несрин? Добро сум. Селда, врати се на местото. Овој човек ти е пријател, така ли? Не ми е пријател, Синан. Јас немав никаква лоша намера. Кога Берен не ми одговараше на телефон, јас... Тато? Тато? Може ли малку да зборуваме? Морам да одам, Кирко. Денес господинот Керим има едно надавање. Те молам, тато. Само една минута, те молам. Ајде, синко, ти оди си. Тато, те молам, кажи ми дека нема да ме омажиш за тој Акив. Кирко, ке имаш своја куќа. Гледаш, не се слагате со брат ти. Во својот дом ти мирно ќе живееш, ме разбираш? Джем го сакаш повеќе од мене, нели, тато? Мене толку лесно ме жртвуваш само за тој да ужива и да биде весел, нели? Ова што го правиш е несовесност. Кирко, јас никогаш не направив разлика помеѓу вас двајца. Така ли, тато? Ако навистина како што кажуваш ме сакаше барем малку, немаше да бараш вакво нешто од мене. Немаше да бараш, тато. Татко ми. Татко ми ли го уби ти?
Ти простни каквецу, ти прости Несрин! еден... Тргнете ја, Несрин! тргнете ова од мене. Несрин! Оставете ме! Олек, добро, Песу во ред. расипан, Во ред, во ред. Ајде, оди се Назим. песу ништожен. Оди. Ајде. Оди, губи се одовде. Со тебе подоцна ќе се пресметаме. Ќе се видиме, Али. Со тебе сигурно ќе се видиме. Несрин. Смири се. Дента. Кога умре, си отиде лут на мене. Си отиде. Јас нема да ви дојдам до креветот кај вас. Ама играта не заврши. Допрва започнува. Си отиде? Си отиде, господјо. А ти зошто дојде? Чичко Керим ме викна. За овој човек? Да, Зет ми така брзо излета од собата и јас не разбрав што се случи. Ти беше покрај Керим? Со него бев, да. Без да ме прашате, јас го викнав татко ми. Значи ти знаеше кој е човеков. Ха, Боже, околу нас има голема опасност, но само ние не знаеме. Дали е вистина дека тоа е убиецот на Хикмет? Чичко Керим секи ви објасни. Вели дека ти е другар од детството. Мајка му долги години работеше кај нас. Но не ми е другар од детство. Како и да е. Ако ми дозволите, јас ќе бидам надвор. Јас ништо не разбрав. Се смири малку. Ајде, прибери се сега. Да не те види мајка ти ваква, во ред? Не е дома. Има слободен ден. Ајде, дојди. Зошто ли дојдов тука? Нема никој дома, никој нема дома. Види. Кој бил овде? Не ме вознемирувај. Сакам 2-3 збора да разменам со тебе. Тргни ми се од патот. Кучињата на Керим ги праќате кај мене. Несрин ми ги украде документите, автомобилот и парите. Кој кому излегува на патот, господјо Фатма?
Ќе седнам со тебе и ќе зборувам како човек со човек. Со ќерка ти не се зборува. Ајде сега повели. Повели. Влези, Несрин. Има некоја карам каша, но не разбрав што се случува. Мерием. Да те замолам да се погрижиш малку за Несрин, да ја дадеш нешто да се смири. Добро, во ред, господине Керим. Ништо не сакам. Ќе одам во мојата соба. Дојди, Мехмет, дојди. Како пушташ секого внатре така, Мехмет? Колку пати ти кажав дека треба да бидеш внимателен? Човекот ми кажа дека е гостин на господјицата Берен и дека бил поканет на појадок и јас ја прашав господја Селда. Мехмет! Како пушташ во куќата некој кого никогаш го немаш видено досега во животот? Господине... Истеран си, Мехмет! Кога ќе ти најдеме замена, ќе си одиш од овде. Ворете, Мехмет, ти врати се на работно место, а јас ќе зборувам со него. Ајде, кажи што ќе кажеш, имам работа. Јас го сакав Баток Хикмет. Ми беше жал кога умре. Ама што да видам јас? Неговото семејство ништо не примило од тој почитуван човек. Сите сте многу лакоми и многу лоши. Боже, боже. Ти погледни се себе си, секој знае што си направил. Смири се. Немој повеќе ти да се буниш. Мирно да зборуваме еден спроти друг. Кажи и на Несрин да ми ги донесе документите. Но ова ќе мислеше пред да ја грабнеш ќерка ми. Сакаш ли да ја земам Дадахани Феи, да одам кај господинот Керим? Ти знаеш дека и двајцата имаме адути. Да се најдеме на половина пат. Од сега натаму сите повторно ќе ве следи обезбедување, така да знаете. И тебе, мамо. Овој човек што денес влезе дома кај нас е опасен и со криминално досие. Не сакав да ве плашам со вакви информации, ама мислам дека треба да го знаете тоа. И не се обидувајте да му избегате на обезбедувањето. Да знаете дека ќе ве следат за ваша безбедност во ред. Се разбираме? Добро, но зошто полицијата не го апси тој човек? Мамо, не е така лесно, немаме се уште доволно докази против човекот, затоа.
Ти се извинувам, тато. Не е важно, ќерко. И да не си ти, тој човек сигурно некако ќе дојдеш овде во нашава куќа. Но ете, јас сум му изговорот. Каква врска имаш ти со тој човек, Берен? Ке ни раскажеш ли отворено? Јас ќе одам да ја видам Несрин малку. Кога дозна Несрин дека Назим е убиецот на татко и беше многу растревожена. Во ред. Добра, а ти ке ни раскажеш што се случи? Нема ништо многу за раскажување, мамо. Ако убиецот на Чичко Хикмет доаѓа во куќава, значи има нешто за раскажување. Искрено ме интересира дали ти намерно се виде со тој човек. Синан, со Назим се сретнав само 3 пати. Тоа не беа посебни средби, само се напивме по едно кафе и толку. Пиевте кафе, а не знаеше дека е убиец? Сина, најде доставе ќе? Да, пушти ја сестра ти нека раскаже. Разбрав што требаше да се разбере. Синан. Али ме предупреди за тоа, но дури подоцна ми кажа. Тогаш зашто продолжи да се гледаш со него? Нема ништо докажано, бабо. Се уште нема. Само Али претерува за тоа. И тоа затоа што се знаат уште од деца, ме разбирате ли? Али го мрази него. Како и да е грешиш, душо. Гледаш и Керим мисли како и Али, навистина. Мамо, татко ми туку што дозна за ова и ти го знаеш тоа. Али поради тоа ја напушти работата. Се однесувате како јас да сум го поканила Назим. Сите ме гледате како да сум виновна. Не, душо, мислам... Јас малку ќе излезам на воздух. Не се вознемирувај, Несрин. Јас само дојдов да видам како си се загрижив. Па, не може да се каже дека сум добра. Замислете одеднаш, пред вас се појавува убиецот на таткови. Слободно се шета наоколу, слободно шета. Зошто не отслужува казната, господине Керим? Зошто? Ќе одлежи, Несрин. Ќе си ја одлежи казната колку што му следува. Не се грижи за тоа, вред? Толку сум среќна што ве имам вам во мојот живот. Не знам што ќе правев да не бевте вие, не знам. Само што знам дека постоите ми дава сигурност.
Морам да се ослободам од ова. Морам некако да не мислам на Несрин. Не смеам да го правам ова. Не смеам да го правам ова. Влези! Повели, али седни. Чичко, што мислиш да правиш на оваа тема? Прво што треба да дознаеме е тоа за кого работи овој човек. Остави се и посвети се на ова. Те молам направи го тоа, во ред? Да го зголемиме домашното обезбедување, Чичко. Ќе дојдат двајца нови чувари. Тие се спремни со посебна обука. Зборував со нив во фирмата. Сакам сите да бидат следени кога ќе излегуваат од дома, во ред? Особено Берен. Дали сум јасен? Човекот потполно слободно ми влезе кај семејството и во куќата и да земе сите да ги убие, ние никогаш нема да знаеме. Ќе ги поврземе безбедностите камери со фирмата. Барем ќе можеме да контролираме додека сме таму. Во ред? Направи се како што треба. Обавезно мораме да се ослободиме од човекот. Можеби нема да можеме да докажеме дека тој е одговорен за смртта на Хикмет, ама ако не можеме тоа да земеме и да го направиме по легален пат, тогаш мислам дека... Не разбраш што сакав да кажам, нели? Разбирам, Чичко. Само се изненадив затоа што не очекував такво нешто од тебе. Како и да е, како е Несрин? Се обидува да се прибере девојката. Одеднаш и дојде, пред себе го виде убиецот на таткој. Не ми се верува дека тој никаквец Назим го смени животот на двете семејства, буквално го смени. Го растури семејството на Хикмета, го уништува мојот живот полека но сигурно. Сакаш да ја продадеш куќата? Да, сакам. Ама без да му дадеш ниту пара на Джем. Да, ама без негова дозвола не можеме да ја продадеме. Јас ќе го терам Джем да се продаде куќата. Потоа јас лично ќе ви помогнам побрзо да ја продадете. Делот на Джем јас ќе му го земам и ќе ти го дадам само тебе. Ајде да речеме дека го убединили. Ама Джем нема да прифати да ти даде пари. Јас и не реков дека ќе му ги земам со убаво. Ти само среди ќерка ти да не ги употреби документите. По продажбата на куќата скришно донеси ми ги документите. Затоа што Несрин не сака мене да ми ги донесе. Потоа, убедете го Керим да ми ги даде парите, а уредувањето на Джем препуштете ми го мене. Кога и да бидете во тесно, јас ќе ви помогнам. Секако со цел на сопствената заработка. Јас... Како да му ги побарам тие пари на господинот? Мислам... Може би може во ред, но... Не знам што да измислам, каков повод да се најде, како да му ги побарам парите. Мислам дека Несрин ќе ја среди таа работа. Цело мало знае што се го натера Джунейт да направи. Види, не ме нервире. Несрин нема никаква врска со таа случка, никаква, ниту му даде нешто на Джунейт, ниту до сега пак зема нешто од него. Што е да направил, поради неговата глупост го направил. Керин поради Несрин постојано го испраќа својот без спомене. Нема да си ги земам парите и документите ако не им удоволам јас на овие.
Синан уште ли не си дојде? Не дојде, но се јави, бил на пат. Синан има право да се нервира, ти многу сгреши знаејќи дека е убиец. Ама бабо, тоа е само сомневање. Се однесувате како јас да сум го довела убиецото, сум го пикнала во семејството. Еднаш 2 пати се видов со човекот. Во ред, тоа беше грешка, прифаќам и се извинувам заради тоа, ете. Добро, смири се, Кирко. Не ти викаме дека насила го донесе, но тоа што го направи не беше исправно. Како и да е, јас да го погледнам Керим, со саати е во собата. Освен тоа и Али ќе остане на вечера. Не верувам дека Али ќе остане на вечера, ама ќе го прашам. Во ред. Да ја викнам ли Емине додека ги нема Несрин и мајка и да помогне? Нема потреба. Меријам и ипак ќе средат се. И онака не можеме да очекуваме ништо од Несрин, затоа што се сретна со човекот осумничен за убиството на таткој. Не требаше да го кажеш пред неа. Па тогаш оди погледни сама. И така ќе одев. Јас не разговарав со тебе. Зошто отиде во фирмата? Одговори ми, Хандан. Ништо, онака отидов. Беше да бараш пари, нели? Јас разговарав со Керим, нема да ти помогне без мое знаење. Селда, ме казнуваш иако јас воопшто не сум виновна. Многу ми издодеа постојано да разговарам за истите работи. Ќе разговараме кога ќе кажеш нешто ново. Несрин каде е? Во својата соба. Мајка и се уште не дојде. Во ред, нека ви е солесно. Кој беше човекот што дојде? Зошто настана толкава мешаница? Јас ништо не разбрав, тето Меријам. Господинот Керим не излезе од собата, а бато Али чекаше во градината. Приквечер му однесов кафе на господинот Керим. Не изусти ниту збор. Инаку обично секогаш зборува. Што се случи? Тето Меријам? Нешто ќе кажеш, Ибек? Го видов господинот Керим и Несрин во градината. Несрин плачеше и господинот Керим ја прегрна. Не разбрав Несрин зошто плачеше. Дали човекот што дојде има некаква врска со неа? Може ли да влезам, Несрин? Секако, повели. Добро ли си? Ако ти речам дека сум добро, ќе ми поверуваш ли? Не. Се извинувам за тоа што така директно во лице ти кажав кој е тој човек. Дента кога умре татко ми, се каравме пред да излезе од дома. Иако знаев дека многу ме сака, му го скршив срцето. Си мислев дека ќе се смириме кога ќе се врати вечерта, ама татко ми не се врати. Си отиде лут на мене. Ве молам, не се обвинувајте. Вие не сте виновна на вистина. Господице Берен. Јас и онака станував. Што е, Кирко?
Што се случи сега? Седни, земи здив малку па ќе ти раскажам. Сине, не тагувај толку. Ти не видева каква состојба беше Несрин. Пропадна девојката буквално. Никогаш ме нема обвинето мене, ама... Јас на вистина сум причината за смртта на таткој. Погрешно размислуваш. Ти од него не побара такво нешто. Тоа не може да го разбере, мамо. Го загуби својот татко, а денес беше заедно со неговиот убиец исто така. Јас не сакам таа да доживува трауми. Во ред, не ви се мешам во работата, ама ќе те замолам само малку барем да бидеш поразбрана со Несрин, те молам, мамо, во ред? Животите им се сменија поради мене. И не сакам со нив никој лошо да се однесува овде. Тогаш нека купат куќа и нека живеат таму. Не може. Ќе живеат во доградбата. Сакам постојано да бидат пред моите очи. Се до... Да, се додека. Се додека Несрин не се омажи и не си отида. Каде ли го сокри оружјето? Не го сокри оружјето дома, нели? И го даде на Ипек. Затоа луѓето не го најдоа дома. Па секако! Како не се сетив јас на тоа? Не, Каипек, зарам јас би ја ставила кирка ми во неволја? Нема оружје, Хазим, заборави го. Оружјето е Каипек, ама јас знам како ќе го земам. Држи се подалеку од кирка ми, Хазим. Таа девојка поради тебе ја напушти куќава, а ти се уште без срами го изговараш името. Ајше, ќе живееш заедно со мене додека не умреш. А потоа и куќата и Ипек ќе бидат мои само. Никогаш нема да дознаеш каде е керка ми, Хазим. Ти така мисли си. На крајот секако ќе излезе пред мене. Ке те убијам, Хазим. Ке те убијам, но ке нас биење, жими се. Жими се, ке го сторам тоа. Луда жена. Јас знам како да дојдам до Ипек без ти да дознаеш. Добро утро. Добро утро. Керко, дојди итно дома. Што е, Ипек? Тето Меријам, мајка ми пишала дојди итно дома, се јавувам, но не крева. Во ред, кажи му на Мехмет веднаш да те однесе. Тето Меријам, може ли веднаш да излезам? Секако, секако. Застани, Пек, застани, почекај. Земи го ова. Качи се веднаш во такси. Немој да се задржуваш по автобуси. Земи Керко, ајде, ајде. Ајде, побргу, побргу.
Добро утро, што се случи? Мајка и не ипак изгледа дека не е добро, па отиде да ја види, да ја провери. Добро утро. Добро утро. Ти вчера не излезе од работната соба. Сношти си дошол откако заспав јас, па не можевме да поразговараме. Воопшто не ми е до зборување, Селда. Може ли друг пат? Берен јунака ми раскажа се. Ќе те замолам нешто. Те молам, кажи му на синам да не си доаѓа и да си оди од куќава во ниедно време. Односно, нека ми биде пред очи. А освен тоа зборував со мајка ми и ти кажувам и тебе. Малку понежно однесувајте се со Несрин и со мајка ѝ. Јас не сакам повеќе да се мешам и постојано да морам да ги бранам тие две жени, Селда. Така разбрав дека погрешно сум ја запознала Несрин. Ти не се грижи. Од сега натаму јас немам ништо против неа. Ти благодарам. Назим те бараше? Не верувам дека ќе ме бара повеќе туба. Повторно не си спиела? Како да спијам после онаков ден туба? Мамичке, ти како си денес? Добро сум, сине. Да излеземе едно време, да одиме до кај Златарот, нели ми се допадна нешто, ќе ми го купиш тоа, нели? Се разбира. Ај, убав синко мој. Нема толку лесно да се ослободиш од мене, Берен. Берен, што се случи, ќерко? Не е ништо, тата. Сигурна ли си? Да ја земам чантата и да излеземе. Да одиме заедно, Берен. И вечер заедно ќе се вратиме, може, ќерко? Тато, јас сакам да одам со својот автомобил. Реков заедно да одиме, душо. Ајде, земи ја чантата и дојди. Кажуваш што се случи? Нема толку лесно да се ослободиш од мене. Зошто не му каже на татко ми? Не сакам да го вовлечам татко ми во неволја, туба. Човекот отворено ти се заканува. Како мислиш ти сама да го решиш ова? Барем, каже му нешто на Али и тој сигурно ќе најде решение. Јас самата ќе средам. Полуда ли ти, Берен? Зарем се уште не си свесна дека тој човек е опасен? Многу си свој глава, Берен.
Нема ништо да им кажеш на татко ми или на Али, дали ме разбра? Јас ќе разговарам со Назим и ќе му кажам да стои подалеку од мене. Види, кажа му на Али. Те молам, Туба, ќе ме оставиш ли насамо? Те молам. Никој нема да остане покрај тебе откако ќе се дознае што си направил, господине Керим. Поберен нему му е редот. Дај ми еден чај. Ало, кај си ти бе неколку дена? Имав малку работа, господине Фарук. Твојата работа сум јас, Назим, ме разбрали мене? Се уште не го среди градилиштето на Керим, неспособен. Почна да ме нервираш ти мене, Назим. Ќе средам јас нешто. Почна да претеруваш, ама... Каде ќе бегаш овој пат, Биле? А?